со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Нова среда, нова емисија на Круг. Со мене Маријан Николовски. Денеска мој гостин е Емил Димитриев, генерален секретар на ВМРО ДПМН и пратеник во Македонскиот парламент. Ќе разборуваме на две теми поврзани со оној што значи официјален дел на службена активност, пратеничкиот мандат и активностите во парламентот. Денешен гостин е председател на Собраниската комисија за одбрана и безбедност, меѓутоа и поранешен заменик министер за одбрана, добар соговорник во поглед на темата безбедност и предизвици во безбедност. И вториот дел од денешното интервју ќе биде поврзано со политичкиот живот и активностите на владеачката ВМРО ДПМН, меѓутоа и оценки за работењето на и функционирањето на СДСМ како политичка партија. Господин Димитриев, добар ден. Добар ден и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Благодарам што ја прифативте поканата. За почеток, каква е вашата проценка безбедносна за состојбата во Македонија во поглед на ситуацијата пред сега го имаме малку стабилизирано оној мигрантски бран, особено со доаѓањето и на Фронтекс и редуцирањето на она што значи економски мигранти, вистински бегалци, меѓутоа проценката за може би и зимскиот период малку влие за намалувањето на бројот, меѓутоа на транзитирање на мигранти, меѓутоа каква е состојбата според ваша проценка за можна продолжување на тој бран или можно со тенденции за намалување? Ако тргнете од фактот што безбедност е еден од најврвните мотиви на било која личност, индивидуално и колективно, ако сакате, таа секој пат била актуелна тема. И денеска и само може да се анализира од различни аспекти, од аспекти на заканите по безбедноста. Тие секогаш биле од различни кругови, од различни насоки. Ова што поконкретно го вие кажавте врзано за мигрантската криза, значи тоа се закани по безбедноста кои што се актуелни последна година-две. Има и конкретни такви случаи, Париз да речеме. Апсолутно, значи во принцип кога се говори за мигрантската криза, не треба да се испушти фактот што гледано глобално на светско ниво, мигрантската проблемот со мигрантски кризи не е новина. Новина е за нашиот регион, можеби новина е за Европа од аспект на интензитет со кој што се соочуваме. А ние као регион, нели најдиректно погодени, бидејќи рутата на движење на мигрантите буквално минува низ нашите држави. Во 90% случаите. Апсолутно. Сите претпоставки, сите анализи говорат дека досега регионот и Европа се справува на некој начин со оваа мигрантска криза, со моменти кои што можат да бидат дискутирани дали најдобро, најидеално, на потребно ниво или не. Моја предпоставка е, ако се земе во предвид сето на што се случува на регионите од кај што доаѓаат мигрантите и целокупното обкружување, односно мотивите кои што ги терат мигрантите да мигрираат од земјите во кои што живеат, е дека ова криза ќе потрае. Земајќи во предвид бројот на потенцијални мигранти кои што треба да истранзитираат низ регионот на Балканот и Европа, Република Македонија како релативно мала земја со релативно ограничени ресурси во тој дел, за мене многу успешно и достоинствено се справува со кризата. Не треба да се испушти фактот дека во наша територија мигрантите влегуваат од територија на Европската Унија, дека Република Македонија е првата држава која што ги евидентира мигрантите, нешто кое што е од огромно значење за целиот процес на менаџирање на ова мигрантска криза. Знаете, ако беше ова сама, како да кажам, една обична мигрантска криза без никакви други примеси, можеби проблемот ќе беше поинаков. Меѓутоа, мигрантската криза се годи паралелно со една кризна состојба која што е произведена од присуството на различни радикални елементи на овие региони, од присуството на
тероризмот на територија на Европа и така натаму, така да веќе проблемот се драстично мултиплицира, доста станува комплексен и треба да се посматра од различни аспекти. Знаете, со мигрантите влегуваат и луѓе кои што извршуваат терористички напади во Европа. Не ни е до крај загарантирана безбедноста и на нас како нели земја кои што транзитираат и така натаму. Значи се една многу комплексна проблематика која што сите институции на системот во државата треба да ја обсервираат соодветно согласно своите надлежности и проблем кој што верувам дека ќе потребе минимум уште година-две, нешто на кое што треба да сме свесни и треба да го превенираме најсоодветно. Има ли капацитети државата да одговори соодветно? Веројатно можеби не може таквите групи секогаш да се проценат оние радикални структури кои што се транзитираат, меѓутоа оној дел што значи лица за минување од Македонија во Сирија па враќање назад, веќе има по медиумите регионот доста информации кои што зборува, имаше и неколку случаи на приведени и во Македонија имаше нели она акцијата Келија во поглед на приведување на лица кои што биле на фронтовите па се вратиле назад. Колкава е опасноста од наплив на верски фундаментализам и пренесување на овие простори со оглед на тоа дека има погодна почва за тоа? Опасноста стои, значи од неколку аспекти. Прво, ако добро го видите подрачјето на кој се одвиваат сите овие активности, ќе видите една интересна ситуација, да речеме во регионите од кај што доаѓаат мигрантите и овие радикални структури, имаме буквално војна. Значи таму менаџирањето со состојбите се менаџира на воен план, преку воздушни напади, преку бомбардирање, преку учество на единици во директна конфронтација со дисфункционална држава. Да, со овие радикални елементи. Меѓутоа, тоа подрачје не останува исклучиво на тие региони, тоа се шири и понатака во останатите региони, како што е Европа, меѓутоа, условно кажано, борбата на овој дел од полигонот се одвива преку терористички напади и така натаму. Значи имате една асиметрична појава да во жариштата имаме буквална војна во права смисла на зборот, додека импутот, односно производот од таквите случувања во тие региони се имаат длабоки реперкусии и на територија на Европа и од тука пристапот и, како да кажам, справувањето со ова проблематика бара исклучително зајакнати капацитети на сите земји од регионот, на Европа, па ако сакате и пошироко на светот, бидејќи тероризмот се повеќе и повеќе станува глобално светско зло. Кога зборуваме за закани од тероризмот како облик на загрозување, ни една земја во светот не може да каже дека има капацитет за 100% гарантирање на безбедност на своето население. Тоа впрочем го видовме во центарот на Европа. Апсолутно. Тоа го видовме преку нападите во Париз, во една земја која што има исклучително квалитетни ресурси во дело на одбраната и безбедноста, се случи да во главниот град има напад и да имаме жртви. Во нашиот регион дополнително треба да се земе во предвид фактот што од аспект на религии ние сме доста хетероген регион, од аспект на коегзистенција и соживот помеѓу народите, многу се пресни случувањата од војните во бивша Југославија. Значи, одредени елементи кои што тогаш биле актуелни се уште присутни на територија на Колку е важна улогата на верските заедници во превенирање на можноста да се инфилтрираат такви радикални структури во самото верско учење во Македонија? Верските заедници имаат исклучително силно влијание во насока да се превенираат овие состојби, бидејќи сите вери кои што се присутни на овој регион проповедаат мир, соживот, толеранција и така натаму. Овие облици на загрозување на безбедноста во еден дел се подпираат само на верата, се со цел да верата се представи како или искористи како инструмент
за мобилизација на луѓе кои што понатака би били употребени во нивни цели. Значи, од разни верски лидери, појавата на радикални елементи, не мора тоа да е само во исламската вероисповест, тоа може да биде и во христијанската и во еврејската, например. Апсолутно. Значи, ние ќе имаме сега интересни појави на појави на верски радикализам и онаму кај што го немал, бидејќи кога ќе почне на едно место, тоа ќе имплицира и ќе испровоцира и во други вери и во други религии радикализација на состојбите. Значи, сега ова ситуација наметнува уште дополнително еден проблем, а тоа е појавата на исламофобијата, кој што исто така не води во насока на решавање на овие состојби. Туку на зголемување. Значи, гледано вака генерално глобално, проблемот со мигрантската криза, со појавата на верскиот радикализам дополнително станува се покомплицирана и покомплицирана. Меѓутоа, верските заедници веројатно не смеат да бидат оставени сами на себе да се справуваат внатрешно со овој проблем. Веројатно државата на некој начин треба да биде во овие процеси некаков партнер со нив. Убаво кажавте, значи државата може да биде партнер, никако не може државата да се меша во работењето на верските заедници, бидејќи ние нели по устав и по закон сме секуларна држава, значи точно се знае државата и државните институции до кај можат да влегуваат во менаџирањето на овие состојби, меѓутоа дека треба да биде државата во функција на поддршка на работата на верските заедници, треба, особено во делот нели на детектирање на одредени кругови кои што продуцираат одреден радикализам, на тоа да се надополни нели и влијанието на верската заедница во превенирање, во разубедување на одредени поединци, дали се тоа помлади или повозрасни лица и така натаму, бидејќи може да дојде во ситуација да одредена личност биде на еден начин условно кажана заведена, да преку разговори, преку верско учење, луѓето се вратат во оние, како да кажам, основни вредности на било која религија, значи во оние традиционални вредности кои што помагаат во превенирање и во решавање на овие проблеми кои што сега ни ги креираат сите облаци на верски радикализам. Значи, ние сме исклучително трусно подрачје, Балканот во тој дел, сме и без влијанието на оваа мигрантска криза и без присуството на овие радикални елементи надвор од Европа, бевме проблематични, значи ова дополнително ја комплицира ситуацијата. За регионот и за членството на НАТО, на Црна Гора во НАТО и предизвиците регионот ќе зборуваме по малата кратка пауза. Се враќаме повторно. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Што слушатели, повторно назад во кругот, мој гостин Емил Димитриев, генерален секретар на ВМРО ДПМН, и во првиот дел на мисијата како пратеник во парламентот, темата е првата безбедност. Господин Димитриев, зборувавме за предизвиците од напливот на радикален фундаментализам и радикалните форми на религиска злоупотреба на религијата и можност за предизвикување конфликти на Балканот. Проценката е дека опасноста постои, луѓе од Балканот се присутни на тие подршја, се враќаат овде. Меѓутоа, Црна Гора е во моментов на пат да стане, условно кажено, веќе формално фактички членка на НАТО, за тука се заокружува уште еден регион кој што е потенцијално треба да биде потенцијална стабилна безбедност. Меѓутоа, таму имаме внатрешен судир во поглед на тоа прашање и надворешни ситуации кои што ги посечуваме како предизвици. Колку е безбеден целиот овој регион во моментов и колку, да речеме, безбедноста, членството на Црна Гора во НАТО може да ја засили безбедноста на регионот? А колку може да предизвика поделби ако ги земеме внатрешните судири, таму прашањето не е баш. Апсолутно, за да имаме правилна представа за степенот на безбедноста на регионот, ќе тргнеме од фактот што и по предпоставка целиот регион да е интегриран во НАТО. Да НАТО и Европската унија ги имаат поставено сите собствени капацитети на регионов, ние не може да кажеме дека сме безбедни. Во услови кога не сме ниту членки на НАТО, ниту на Европската унија, нашата безбедност уште, како да кажам, доведена под знак прашалник, бидејќи во добар дел менаџирањето на безбедноста потпира на националните ресурси,
со одредена мала логистика од нашите партнери, бидејќи ние имавме ситуација да одредени безбедносни закани бидат споделени со партнерски земји, со партнерски служби од сферата на безбедноста и да не биде соодветно реагирано и помогнато од таа страна. Значи, ние треба да бидеме свесни дека првенствено треба да се подпираме на националните капацитети и да вложуваме во истите за да се справуваме на еден поквалитетен начин со заканите. Какви се капацитетите на македонските национални капацитети безбедносни? Знаете, ако се гледа историски, од формирањето на државата, формирањето на институциите со своји надлежности до денешен ден, ние имаме огромен прогрес во делот на инвестирање на човечки ресурси, материјални технички капацитети, меѓутоа секој пат може повеќе. Ние имаме изградено систем за безбедност кој што во себе кооптира повеќе служби и повеќе институции кои што работат на нова проблематика. Степенот на извршувањето на задачите и сето на, да речеме, техничко-технолошки напредок на нови институции говори дека Македонија има квалитетно ниво на опременост на институциите и од човечки и од материјален аспект. Меѓутоа, заканите кои што се случуваат отварат една многу интересна дилема во сферата на безбедноста, не само за Македонија, за Европа, за светот генерално. А тоа е прашањето. Дали капацитетите на НАТО и на Европската Унија се компатибилни со нивните закани? Се повеќе тврдења од луѓе кои што се бават со оваа проблематика е дека НАТО не може на соодветен начин да се справи со модерните предизвици, со заканите по НАТО. Тоа дека станува за урбан тероризам кој што го практикуваат радикални структури и веројатно информативно шпекулативен тероризам како се. Ќе ви кажам само еден податок во насока на ова кој што говорам дека постои голема некомпатибилност. Значи, големата администрација, големата тромавост, бавноста во носењето на одлуките во делот на НАТО воопшто не соодветствува со начинот на организирање и функционирање на овие радикални структури. Проценката е дека НАТО, за да донесе одредена одлука за конкретна воена акција, му требат околу месец дена процедури во најбрз можен рок. Најбрз можен рок, значи имате еден куп земји, усогласување на национални позиции и така натаму. Додека потребното време од издавање наредба до конкретна акција во овие структури од кои што се закана на НАТО говорат дека на нив се доволно 2 до 3 дена од носење на наредба до извршување на акција на било која точка од земјината топка. Тоа значи дека секаде се распространети со свој логистички во принцип кили и второ дека веројатно безбедносните служби мора да работат повеќе на оној дел што значи контраразузнавање. Значи настанот во Париз не треба се толкова од аспект на тоа колку жртви и колку материјална загуба имаше Франција. Пораката беше друга. Ние сме тука. Можеме да видим, да. Тоа беше поентата во тие акции, бидејќи и тие што ги подотволиле акциите знаат дека Франција не се соборува со 3, 4, 5, 10, 15 и 100 жртви и 1000 жртви. Значи пораката е да се испрати дека ние сме тука, ќе си имате проблем со нас. Во центарот кој што е најфреквентен и најверојатно безбеден. Господин Димитриев, ќе направиме уште една кратка пауза и потоа продолжуваме со вториот дел од темата која значи партиски активности и политичка состојба во Македонија и целокупните тие ситуации. Продолжуваме по кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад, почитувани слушатели, во круг мој гостин Емил Димитриев, генерален секретар на ВМРО ДПМН и пратеник во парламентот. Господин Димитриев, го заокруживме начално блокот кој што подразбира како се нарекува собраниска активност и работа во поглед на вашето действување. Поинуваме на вториот дел кој што веројатно следните неколку месеци ќе биде исто така централна тема на случување во Македонија, а тоа е пак партискиот живот и функционирање. Вие сте генерален секретар на партијата.
директно ќе ја прашам, изборите се на 24, треба да бидат на 24 април, веројатно ако не се случи нешто друго, меѓутоа со законска рамка за дефинирање. И често пати слушаме, претпоставам дека веќе поодамна и ВМРО ДПМН и СДСМ се активни меѓу своите членство, меѓутоа колкава е подготвеноста на ВМРО ДПМН за избори во овој момент и ако треба да оцените кој е поподготвен, вие или СДСМ? Мислам дека ова прашање на правата адреса како генерален секретар и како човек кој што е во секојдневна комуникација со членството, со базата, со поддржувачите на нашата партија. Значи, како човек кој што во овој 2,5 годишен период од како сум генерален секретар одржал повеќе од 200 состаноци на општинско ниво, повеќе од 200 состаноци на ниво на местни комитети, тоест на населби во базата, тука не рачунајќи ги нели секојдневните состаноци во Скопје. Како човек кој што секој ден комуницира со нашите членови, со нашата структура, можам да кажам дека нашето членство како никогаш досега е мотивирано за учество во престојните парламентарни избори од неколку мотиви. Јас би издвоил 3. Значи, во членството се чувствува една силна мотивација да се докаже дека сите претходни победи на нашата партија биле на легитимен начин, значи на легален начин, преку јасно изразување на волјата на македонскиот народ во насока на поддршка на нашите кандидати за пратеници, во насока на поддршка на нашата програма, кандидати за градоначалници и така натаму. Значи тој е првиот момент да се покаже дека ВМРО ДПМН победува согласно волјата на граѓаните на Република Македонија. Вториот момент, слободно можам да го споделам со вашите слушатели, дека во членството и во поддржувачите на нашата партија чувствуваме една доза на резигнираност од на еден начин упадот на опозицијата на почетокот на мандатот и креирање на криза и на еден начин прекратување на еден мандат кој што по мене требаше да биде одбележен како мандат на најкрупните проекти во Република Македонија, особено од аспект на инфраструктурата, особено од аспект на подигањето на економијата, отварањето на нови работни места и така натаму. И третиот момент, не помалку важен од претходните два, е дека нашето членство и поддржувачи на овие избори сакат да покажат дека ВМРО ДПМН е силата која што и политичката структура која што може Република Македонија да ја води во една подобра перспектива, во насока нели на економска благосостојба, во насока на интегрирана Република Македонија во меѓународните институции и така натаму. Значи, сите овие моменти ставено на куп заеднички говорат дека структурата наша, членството наше и поддржувачите со душа чекаат да отпочне изборната кампања, да отпочнат конкретните нели изборни активности за да ја извојуваме досега најубедливата победа. Сакате да кажете дека членството моментално на водачката ВМРО ДПМН е многу помотивирано наспроти очекувањата на опозицијата дека со оној серијал на бомби ќе го раслои членството, ќе внесе недоверба кон раководството и нели тенденција на раслојување на ткивото на владачката партија. Такви беа најавите и очекувањата на опозицијата нели во периодот на тој процес на објавување на оној серијал на бомби. Сега да кажеш дека денеска членството е многу покомпактно и помотивирано за нова поголема победа, а не е демотивирано? Значи, на почеток да ви кажам, ово говорам како човек кој што има секојдневна интензивна комуникација со членството. Понатака, мојата активност во партијата датира од 95-та година, што можам да, значи, ми дава за право да направам одредена компаративна анализа, гледано низ годините назад. Јас само ќе ви кажам еден податок кој што досега не е споделен со јавноста во Република Македонија. А тоа се однесува на организирањето на митингот кој што беше последниот митинг пред собранието на нашата партија. Значи, ден пред тоа имавме митинг на опозицијата пред владата кој што беше најава месец дена на сите нивни можни начини преку медиуми, со база на невладини организации. Сигурно. Значи,
тие направија митинг како што направија. Нашиот митинг беше организиран на начин, значи со тајминг кој што од времето на носење на одлука дека треба да организираме на митинг до организирањето на митинг поминаа 2 до 3 дена. Значи ние за 3 дена направивме дупло поголем митинг од опозицијата, што ако имавме повеќе време веројатно и драстично поголем митинг ќе направиме, што мене ми говори дека нашата структура е постојано на една висока мобилност, значи членството, поддржувачите многу добро го препознаваат моментот во кој се наоѓа Република Македонија. Значи тој митинг покажа дека и членството, и симпатизерите, и неопределените луѓе кои што беа присутни на митингот, ја сваќаат состојбата на Република Македонија, се одзваа на поканата на ВМРО-ДПМНЕ и што е многу поважно, се приклучија кон пораката која што произлезе од тој митинг. Значи тој митинг ви го давам како пример за степенот на мобилност на нашето членство, бидејќи како што кажавте, бев заменик министер и доаѓав од еден ресор кој што знае често да ја испроба мобилноста, подготвеноста. На еден начин ова беше една јавна манифестација на спремноста на нашата партиска структура да покаже сила и масовност оному кај што треба да во насока нели на поддршка на Република Македонија, во поддршка на политиките на владата на Република Македонија и на премиерот. Ако се земат вашите проценка за состојбата на терен на мобилноста и ако се земат анкетите кои што сега се прават во овој период пред изборите за некои 3-4 месеци, каква е вашата проценка? Ќе оди кон раст на рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ до изборите или стрбувате од можен пат, да речеме, на некакви ситуации? И претпоставувам, имате направено проценки на терен во кој правец ќе се движи за премиерот и во последните неколку изјави потенцираше дека овие избори веројатно ќе треба да биде една од најголемите победи на ВМРО-ДПМНЕ. Може да верувате во таква победа? Значи, јас сум убеден во таква победа. Знам дека таква победа ќе се случи во Република Македонија и ќе го аргументирам со неколку аргументи. Значи, зошто очекувам раст на рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ? Рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ најмногу во најголем дел почива на реализираните програмски определби на нашата партија во изминатиот период. Значи, Тоа го имате како фикс. Значи, тоа е едно моќно оружје кое што е на располагање на нашата партија. Понатака, партиската структура, нашата визави на опозицијата е драстично поголема, подобро структурирана. Значи, ние сме развиени во најмалото место, имаме структури организирани со разни форми, нели, дали се тоа форуми на жени, на млади, на ветерани и така натаму. Значи, една силна партиска организација која што надополнета со крупни реализирани проекти и на тоа надоврзана со можеби и најквалитетната програма која што ќе биде ставена на увид пред гласачите, тие 3-4 елементи мора да доведат и ќе доведат до зголемување на рейтингот на нашата партија. На ова ќе надоврзам уште неколку аргументи кои што ја отсликуваат состојбата во опозицијата. И зошто очекувам таа разлика помеѓу нас и опозицијата да се зголемува? Опозицијата, контурите на нивната кампањско действување се веќе познати. Тие ќе одат со репризирање на серијалот на бомби. Во таква ситуација, значи, ние веројатно кампањата ќе биде на опозицијска многу негативна настроена. Апсолутно. Значи ние тоа го очекуваме и тоа е во прилог на нашата партија. Значи бројни се истражувањата, ако сакате и да кажете дека нема да одговарате на тие негативни кампањи со негативна кампања? И искуствено, значи искуствено гледано, македонскиот граѓанин веќе е плурално созреан во ситуација кога застанува зад параванот и е ставена во ситуација да бира помеѓу реални проекти, програма, бекграунд на политичка партија, што е многу важно, и црната кампања
тој во 99% од случаевите се определува за реалните проекти, бидејќи самиот знае дека неговиот живот, животот на неговото семејство зависи од реални проекти, од конкретни работи во неговото населено место, од економија, од инвестиции во образование, во земјоделие, здравство и така натаму. Црната кампања, односно негативната кампања, се покажа како да кажам, условно кажано, недобитна карта. И неколку изборни серијали. Така, нашите очекувања се дека опозицијата и понатаму ќе заглибува во ова тактика кој што за мене од неразбирливи причини упорно ја форсираат, а гледаат дека неколку изборни циклуси назад не донесе резултати и понатака сето она што го креира како кризна состојба во Република Македонија полека легнува, значи имаме договор од прашено како што го крстија, понатака имаме имплементација на тој договор, значи секој ден имаме по некое затворено прашање, значи сега во текот на вчерашниот ден се затвори прашањето околу составот на Државната изборна комисија, остана околу да се договориме околу пакетот на законите во делот на медиумската сфера и ова на еден начин е затварање на една криза која што ја наметна опозицијата и одење на избори кои што во суштина треба да бидат една политичка катарза во Република Македонија, бидејќи овие година до две е толку неелектризирана политичката состојба и е неопходно едно политичко празнење, а тоа празнење може да се реализира единствено преку организирање на фер и демократски избори. Благодарам, се враќаме по кратката пауза во финалето од денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, повторно назад во кругот. Мој денешен гостин во Емил Димитриев, генерален секретар и пратеник, генерален секретар на ВМРО ДПМН и пратеник во парламентот. Во финалето на денешниот круг, господин Димитриев, ве прашувам како оди она предкампања на кампањата со собирање идеи? Ние сме презадоволни од овој начин на прибирање на идеи во насока на креирање на програмата на ВМРО ДПМН, изборната програма на нашата партија. До сега до нашата партија преку разни форми, преку формите организирање на трибини, преку отворените штандови низ цела република, низ цела држава, по електронски пат се пристигнати над 4000 предлози од граѓаните на Република Македонија. Исто така сакам да потенцирам дека во делот на организирањето на трибини по општините, овие трибини се исклучително масовно посетени од граѓаните. На наше огромно задоволство, трибините се посетени од голем дел и неопределени гласачи. Редовно на нашите трибини имаме голем дел од локалните бизнис заедници кои што функционираат во тие општини и имаме доста квалитетни предлози и идеи токму од овие структури кои што значи не се дел од она стандардна формација на наше партиско членство или партиска структура што е дополнително. Има ли добри идеи таму? Има доста квалитетни идеи, значи тоа што луѓето ви приоѓаат и ви даваат идеја, нас ни дополнително не охрабрува да се вложиме во реализација на таа идеја, бидејќи досега нашата искуство и пракса покажала дека добар дел од идеите кои што токму од граѓаните се дојдени, потоа владата дали преку законски решенија или преку одредени форми ги реализира, даваат резултати. Значи, овој начин на креирање на програма од граѓаните за граѓаните е најдобрата форма и добро е и во иднина да се задржи. Ние сега подготвуваме, како што кажав во една од претходните прашања, една од најквалитетните програми кои што некој пат ја имаме направено во изборите, а нели понатаму е преточена како владина програма и сметаме дека влогот на граѓаните во овој дел во нудењето идеи е за поздравување и се надевам дека ќе видиме сведоци на реализација. Наспротив вашата програма, веројатно ќе се појави некоја програма на СДСМ која изминатиот период беше најавена како визија, таму имаше неколку точки. Имате некоја оценка во поглед на тоа колку е таа реално остварлива програма? Значи, ние посакуваме да тежиштето на кампањата на опозицијата биде сконцентрирано на програма, бидејќи тогаш би имале квалитетен соговорник преку
програмски соочувања преку соочување на терен на конкретни проекти да пробаме да го придобиеме гласачкото тело и електорат и сметаме дека ќе дадеме на новина или нова компонента во насока на креирањето на изборната програма или генерално во изборната атмосфера. Ние би сакале опозицијата да излезе исто така со програма. До сега немаме видено нешто што е малку посериозно, постудиозно направено, меѓутоа имаат време да во пресрет на изборите во април направат таква програма. Освен ако не идат на опција на бойкотирање на изборите во април. Такви сценарии се повеќе се најавуваат. Имате план Б како партија што во таква ситуација? Ако, условно кажано, се да само побара од пролонгирање на изборите, едноставно реши да не учествува на изборите. Значи, претходно кажав, изборите се неопходни за држава. Ова изборите ги доживам како да зборам и како социолог, како политичка катарза кој што одредени процеси во општеството кои што се толку силно контаминирани, мора да ги врати во некоја нормала. Значи со овакво темпо, со оваква пресија не е возможно да функционираме како држава. Значи државата е во грч година две ради потребите на опозицијата да креира криза со тоа што таа смета дека само преку креирање на криза може да дојде до власт. Значи мора да бидат одржани избори кои што ќе бидат со сите нишани, фер, демократски како што до сега биле, и да имаме еден чист мандат на владеачката партија која што ќе ги добие тие избори за да може да ја креира. Вчера беше затворено уште едно прашање од одговор, представам дека ВМРО ДПМН нема причина да не продолжи делот на спроведување на договорот Пржино, што е обврска на партијата, на владеачката партија. Една од тие обврски е или формирањето на, условно кажано, техничко преводна влада со нов премиер. Па треба да биде до 15 јануари, претходно веројатно треба да се случи публикувањето. Која ќе биде улогата на Никола Груевски? Поактивен во партијата на терен меѓу гласачите или ќе биде пасивизиран во тој процес, во тој период, подоцна? Значи Никола Груевски е председател на нашата партија во тој период кога нема да ја извршува функцијата премиер. Логично е и очекувано е да се посвети повеќе на партијата, на активностите во кампањата. Членството тоа го очекува, значи присуството на председателот во тој дел е очекувано. Ќе го чувствувате како засилена ангажман? Апсолутно. Еве ви уште еден аргумент кој што говори дека ние очекуваме зголемување на предноста во однос на СДСМ, значи со тоа што нашиот председател ќе има поголемо време за комуникација со партиската база, бидејќи во изминатиот период тој ја обуваше и функцијата и премиер и председател и нормално е да не може со тој интензитет и со толкава време да се посвети на партиското функционирање. Овој период мислам дека ќе му биде добре дојде за да може да се посвети на функцијата председател на ВМРО ДПМН. И уште едно прашање за финале кое е врзано со она негативна кампања на снимањето, односно на гостувањето во Радио Слободна Македонија. Дојдовте со она службено возило на МВР? Значи јас веќе 2,5 години се возам со истото возило, тоа е собственост на партијата. Тврдењето на министерот за внатрешни работи дека користам возило од МВР е апсолутно неточно и јас сум изненаден како еден министер за внатрешни работи кој што треба да има многу по-оперативни податоци за многу по-сензитивни теми, не можел да дојде до тој факт дека не користам службено возило на МВР. Впрочем, ако користам службено возило, користам прилика да го повикам како министер кој што има надлежност на материјално-техничките средства во неговото министерство да побара возилото да му го вратам ако смета дека е го земе на улица. Да, ако смета дека е возило на МВР. Сметам дека тоа е вака една необмислена изјава на министерот и дека времето ја демантира. Се надевам дека изборите се многу близу,
април е пред нас, дека сета оваа конфузија која што владее во нашето општество после април ќе ја нема и ќе се сконцентрираме на реални работи. Да се надеваме дека изборите ќе расчистат многу прашања, дека ќе, како што велите вие, ќе спласнат политичката тензија која повеќе од 2 години е присутна, не само што го контаминира народот и граѓаните, туку ја и дефокусира било која политичка партија која би била на власт од реализација на програмите кои што и се приоритет на секоја партија која е нели на власт. Имаш уште многу прашања за кои што не успеавме да разговараме и тоа се надевам дека во изборниот период, предизборниот период ќе имаме повторно простор да се видиме, да поразговараме. Господин Димитриев, јас ви благодарам. Поштени слушатели, ова беше уште една емисија на радиот на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, емисијата Круг, уредник и водител Маријан Николовски. Денеска е среда 16 декември. Ова емисија е во продукција на Радио Слободна Македонија. Пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна